Во саботата во Кочани се одржа форум за рурален развој со граѓаните од источниот регион, на кој беа представени завршните активности за прогласување на Осоговските планини за заштитено природно подрачје. Професори од Шумарскиот и од Земјоделскиот факултет во Скопје зборуваа за придобивките и обврските што ги носи заштитеното подрачје во однос на развојот на земјоделството и шумарството на територијата на која тоа се однесува. Станува збор за проект на кој се работи неколку години, а чиј носител е Македонското еколошко друштво, што се реализира во рамки на втората фаза од програмата за зачувување на природата во Македонија со поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Денеска овде заклучивме дури и дека земјоделските активности во регионот треба да се интензивираат во смисла на поддршка на традиционално сточарење, традиционални земјоделски активности, одржување на оние стари сорти кои што може да бидат пласирани како брендирани производи од овој регион. Заштитеното подрачје треба само да заокружи таа слика и да им обезбеди на локалните жители да понатаму можат да бидат мотивирани да работат на брендирање на ваквите производи. Можеби сега ни изгледа многу далеку, него мора да правиме некакви чекори за да дојдеме до моментот кога производите од Осоговскиот регион ќе излегуваат со повисока економска цена, ќе бидат со бренд. Денеска слушнавме дека професорката Сонја Ивановска кажа дека многу е важно да имаме едно лого кое што ќе го гарантира производот, кое што всушност ќе го идентификува оној производ кој што ќе биде со географско потекло од Осоговските планини, од заштитеното подрачје кое што всушност го регулира режимот на искористување на природните ресурси. Во процесот на одбирање на приоритетни подрачја за заштита, а во соработка со клучните страни и со одлука на Источно-плански регион, беа селектирани Осоговските планини и врвот Ченгино-Кале во Малешевијата како најпогодни подрачја за процесот за прогласување на заштитени подрачја. Со оглед што сите истражувања, анализи и заклучоци за Осоговијата се завршени, наскоро проектот со материјалите ќе биде доставен до Министерството за животна средина и просторно планирање. Тоа понатаму треба да ја доврши законската постапка и Осоговските планини да бидат прогласени за природно заштитено подрачје. Инаку, Канал 8 направи интегрална видеоснимка од форумот со граѓаните во Кочани и наскоро ќе ја емитува на својата програма.